Дали по корона кризата, токму оваа тема, поскапото масло и недостатокот на масло е новиот удар кој што ќе го трпи угостителството. Со Мартин Ангеловски во продолжение на оваа тема, угостител, добро познат од кај нас, и ја отвараме темата како ќе заздрави и колку време му треба на секторот угостителство. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Ти благодариме што си заедно со нас, еве рано наутро, затоа што малку повеќе да го свртиме вниманието кон оваа тема која постојано е присутна за време на корона кризата. Додека зборувавме, додека се подготвувавме, велам, ние Скопјани сме познати по боемскиот живот. Полни кафани, кафулиња, ресторани и за време и неработен ден, по тоа сме познати. Но сега никако да се вратиме на здрави носи. Па да, за жал пандемијата значи си ги повлече некои работи. Тоа значи дека малку навиките кај луѓето се променија и ќе треба малку подолг временски период за да се вратат тие навики, ако воопшто некојаш се вратат на оно ниво кое што сме го имале претходно. Светот се менува, све се менува. Така што да се надеваме дека еве со сонцето, со пролета, со се она што ни следува, дека ќе почне еден посериозен процес на ревитализација во секторот. Добре, се отвараат терасите, некако расположението се враќа и се очекува денеска, еве и новата, да речам, олабовување на мерка веќе постоечка без сертификат надвор на терасата, да може во рестораните, кафулињата да се доаѓа. Но што се случува во економска гледна точка по скапото масло и недостатокот на масло? Нов ли удар е тоа за угостителството? Маслото е само, можеме да го земеме како репер за она што се случува во моментот. Значи, не е само маслото, сите основни производи, значи, почнувајќи нели од горивото, преку маслото, брашното, останатите продукти, значи месото, сите тие работи се покачени, нормално дека сето тоа е удар и не доведува тоа во еден круг кој сега ќе започне, тоа е поскапување на цените. Паралелно со тоа, нели ќе има и нормално одредено незадоволство кај гостите, меѓутоа ќе треба одреден период да се разбере дека тоа е прилагодување на пазарот, не е тоа желба на угостителите да ги покачат цените, туку едноставно мора да се прилагодат сите на постоечката ситуација, односно да кажеме таа тајна инфлација сега што ја имаме во моментот. Мартин, реално да збориме и баш народски. Сега што ќе биде скопскиот муабет меѓу граѓаните дека ете угостителите да се вратат на здрави нозе, ги поскапеле цените, но всушност реалната состојба е друга и велиме доколку истите тие продукти ги купат од продавница, горе-долу цените велиш ќе бидат исти. И да го подготви дома и да биде во кафеана, во ресторан, седно каде што ќе седне. Да не се дојдеме до мнение дека ќе биде луксус да се седне во кафеани, во ресторан во нареден период. Па видите, реалноста кај нас во изминатиот период е дека угостителските објекти беа достапни скоро за сите, значи сите гости. Она што во моментот ќе се случи, тоа не е поради цените на угостителите, него поради целокупниот стандард и пак ќе повторам, значи цената на живеачката, народно да кажеме, дека е се повисока. Така да нормално е дека и ние ќе станеме понедостапни за одреден број на гости, меѓутоа пак ќе кажам, кога ќе влезе човек во маркет и кога ќе види нели колку пари му требаат за да може да се обезбеди за храна, тогаш ќе се разбере зошто се такви цените и во рестораните. Сега многу интересно тоа што го прочитав дека еве јужниот сосед нели ни е, да речем, по-достапен за летен период и по-примамлива летна дестинација, добро познатото гиро. Наместо компирите да ги пржат, грците сега нашле некое решение компирите да ги печат. Значи, да остане цената иста на гирото. Ќе се барат такви алтернативни решенија, вие угостителите ќе смислувате некои ваши, да речем, потајни решенија, како се пак цената да остане горе-долу иста, а да се понуди некое решение. Угостителството е динамична работа, значи цело време се бараат одредени иновации и начини како да се даде поквалитетен продукт за по-пристапна цена. Тоа грците сега што го направиле не е ништо ново, значи кај нас има ресторани кои што
одредени производи наместо да одат, да кажеме, во фритеза, одат во печка за да бидат прво нели и од здравствен аспект, нели сите внимаваме сега на тоа да бидат поквалитетни. Меѓутоа да, и како начин на изнаоѓање на алтернативи, нормално дека ќе има промени во менија, промени во понуда, за да може барем одреден дел од работите да бидат подостапни за гостите, пошто знаеме дека нели ситуацијата е општа и ќе биде тежок период за сите. Добри идејни решенија изминатиот период и се изнаоѓа и вие се обидовте да се прилагодите на новото нормално. Се наоѓа решенија како и да се направи свадби и веселби и сето тоа изминатиот период како изгледаше? Дали тие некои мерки кои што беа како помош од владата вродија со некој плод? Постојано велевте дека не се доволни. Каква беше реалната состојба? Ајде вака, прво за првиот дел, тоа е за оние мерки во однос на протоколите, значи како се движеа. Се прилагодивме, моравме да се прилагодиме. Нормално, секогаш може подобро. Имавме одредена комуникација, значи нормално, и со Комисија за разни болести, и со одредени институции кои што ги носеа тие одлуки. И на моменти одлуките беа тешки, неспроведливи, меѓутоа, знаете како е, ние сме од оваа страна на законот и мораме да ги почитуваме тие работи на начин како што ќе бидат пропишани толку колку што е реално изводливо. Така да, сведоци сме сите, јавноста знаат нели како се одвиваше цел тој процес, кои беа сите рестрикции, на кој начин се одвиваа и веселбите и нормалниот, значи кафански живот, на тој начин да го кажеме. А од аспект на финансискиот дел и во она помош од владата што ја добивавме, имавме значи сериозни замерки. Најпрво замерките беа нели во навременоста. Значи се чекаше долго за првиот пакет мерки, па подоцно се чекаше за имплементација, имаше многу технички работи и недостатоци, значи предпоставувам дека нормално излегоа на површина сите недостатоци на системот затоа што се мораше да биде брзо и ефикасно. За жал да, не беше така што ни дава, значи нели до знаење дека уште многу работа не чека сите за да имаме многу пофункционален систем и за не дај Боже наредна некоја ситуација каде што ќе треба многу побрзо и поефикасно да се реагира. Видот на помошта, да кажеме, што беше дадена во 95% од случаевите беше во вид на грант, кредит или нешто повратно, значи така да малку сега тоа е тешко затоа што стигаат рати за плаќање, треба да се вратат и оние плати што се дадени за помош за вработените и така натаму, така да далеку е од крајот на кризата во угостителството, меѓутоа пак ќе напоменам, се надевам дека е сега со сонцето и со да кажеме некоја најава за крај на пандемијата, дека полека ќе почне да се вратиме нормала за да можеме да го пребродиме периодот. Можеби добро е дека волку многу работи ни се случија во општеството изминатиот период, видовме каде ни се недостатоците, па многу работи научивме, впрочем, во целиот овој процес. Што му треба на угостителскиот сектор, како добар познавач на угостителството? Колку години вие се занимавате со угостителство? Го знаете Скопје буквално како дише? Па јас како угостител, значи како собственик на ресторан сум 8 години, претходно уште некои 4-5 години сум исто така во бизнис, значи 2-13 години активно во овој сектор. Што му треба да заживее? Кои се очекувањата за следниот период? Дека ќе се научиме ново нормално да имаме или дека ќе се вратиме како што сме биле или помирени сме дека никогаш нема да го вратиме тоа по што сме биле познати? Ние ќе направиме се за да го вратиме сејавот на угостителството како што бил и претходно, за да можат луѓето нели да уживаат во понудата. Меѓутоа ќе треба време, како и за се друго, значи како и за секоја работа која нели ќе заврши, треба време за да се вратиме во нормала. И нормално сите нема да можат да успеат, меѓутоа барем добар дел од оние што ќе успеат ќе се отворат нови и така натаму, меѓутоа за жал пак ќе кажам таков е овој процес, кризата си го прави своето, значи меѓутоа ние сме жилав народ, ќе најдеме начин како да издржиме и да
да ја победиме оваа работа. Дефинитивно сме борбен народ, тука се согласувам, Мартин. Навистина ми е жал тоа што слушам колку многу од оние работници кои што сте ги имале, веќе ги немате, не само вие туку општо земено сите кои што работат во тој сектор и многумина кои што го најдоа спасот надвор од нашата земја, за да бараат спас за угостителство. Ќе можеме тука во нареден период да се надеваме дека можеби ќе ни се зголемува бројот на вработени, дека ќе задржиме наши луѓе тука, а не да чекаат лето за да отидат да работат, не знам, во Грција, во Хрватска, во Србија. Секој прашање на овој начин кој што ќе очепнеме, кој што е проблем во секторот, има еден одговор, стратегија. Значи, прашање кое што ги засега сите може да се реши само со државна стратегија. Значи, тука има многу механизми, сериозни држави имаат направено сериозни студии на начин како сето тоа да функционира, значи ние можеме да преземеме некој модел, можеме наш модел да изработиме, меѓутоа тоа се пак сериозни работи кои што на краток рок не можеме ефект да видиме, треба сериозно да се работи на тоа за да можеме во период од неколку години да обезбедиме да имаме кадар соодветен не само во угостителството, значи сведоци сме дека голем број на сектори има недостиг на стручен кадар, така што стратегија. Значи мора да се работи, мора некој да преземе одговорност за таа работа, ако сакаме да имаме иднина. Јас мислам дека здружени сили, сепак и на владата, но и вашите сили, заеднички би ја направиле таа соодветна стратегија од и едната и другата страна, треба да се слушнат за да се знаат работите на кои што најмногу треба да се вложи и каде се недостатоците. Секој треба да си ја понесе својата одговорност, значи одговорноста кај владата се знае која е. За жал, они се ограничени со мандати, кај нас мандат нема. Значи, нашиот бизнис е нашиот живот и мораме да се вложиме максимално во тоа. Владите доаѓаат и си одат, значи ние сме партнерот од другата страна со кој што треба да соработуваат за да можеме да останеме тука, да придонесуваме во буџетот и да придонесуваме на сите други аспекти на живењето. Јас се надам дека ќе имаме еден убав период во кој што повторно ќе зборат дека Скопје е најубавиот град во кој што ќе може да се забавува и дека Скопје е најбоемскиот град како што и е познат и така е пренесено од колено на колено. Зарем не? Треба да се врати. Имавме златни времиња. Тие златни времиња. Значи треба, пак ќе кажам, стратегија. Тоа не е нешто што е недостижно, значи достижно е, мораме да работиме на тоа сите заедно, мора да се има идеја, стратегија и мора да има соработка со секторот. Мартин, ти благодарам. Благодарам што беше мој утрински гостин. Ја обработивме темата, начинавме некој, можеби нешто за кој што во нареден период треба да се зборува и тука сме за да ги пренесеме новостите и убавите нешта. Се надевам кој што ќе следуваат. Ви благодарам и на вас уште еднаш и само сакам да посакам успех вечерва на нашата фудбалска репрезентација, дечки да не израдувате. Јас се надевам, мислам дека сите сме со трема, дел од колегите се со маички, значи гледале, не гледале фудбал кога игра македонска фудбалска репрезентација, сите сме со некоја посебна возбуда. Ќе видиме што ќе биде. Големи очекувања за денеска, ајде не зборуваме многу, инаку во живо и ќе пренесеме каква е атмосферата. Малку треба на овој народ да се израдува, долго време сме сите во некоја чудна фаза, така да добро ни доаѓа цела оваа радост.